Здраво на сите, јас сум Јаким Јосифовски, ово е моето лозие. Имам 24 години, студирам нутриционизам на Природно-математичкиот факултет при Институтот за биологија. Овој серијал ќе биде реанимација на моето лозие, односно моето наследство, каде што ќе пробам да го давам својот максимум и од ова лозие, ова парче земја направам вистински рај. А ова за жал сам не можам да го направам. Затоа ќе ве земам вас, драги мои, заедно со мене, за да ми дадете поддршка, да ми дадете мотивација, за да можам да го истерам ова до крај. Се надам дека ќе уживате во овој серијал, а ја ќе давам се што е во моја можност да ви пренесам што е можно повеќе знаење од аспект на биологија, а поготово на нутриционизам. Ја веќе се занимавам 10 години со нутриционизам. Науката е опширна. Има безброј алтернативи. Нутриционизмот е само едно мало делче од самата биологија, од самата физиологија на човековото тело, од самата наука. Меѓутоа, морам да ви признам дека кога станува збор за земјоделие, поготово лозарство, јас сум тотален лаик. Немам засадено ништо во мојот живот, немам земано копач у рака, немам апсолутно никакво искуство. И затоа ова за мене е еден огромен предизвик, да се докажам сам на себе и да покажам дека секој еден може да се врати на корењата и да си го подобри животот од секој можен аспект. Денес ќе имаме интересна задача, а тоа е да сите изумрени дрва што се тука, ги исечеме, ја донесов и магаре, и ги однесеме дома на дедо Јаким да може тој да ги исетни и да ги спрема за огрев. Фала ти Боже, мисле дека ги имам изгубено, меѓутоа еве ги моите наочари. Моите наочари кои што ги пратам, кои што ги носам кога снимам видео, видете. У катастрофална состојба се, меѓутоа еве тука ги имам заборавено. Ја мисле дека ги имам изгубено и се помирив со тој факт. Меѓутоа еве, фала ти Боже, еве. Со добро го започињеме овој серијал. Еве господо, ова се вика магаре. За сите вие кои што не знаете, тоа е магаре. Еве го аутот кој што го носам. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај мило моме, нина нај нај. Господа, јас сум нов у ова. Секоја критика за тоа како да го подобрам начинот на снимање е добре дојдена. Дајте ми совети, дајте ми предлози, како да почнам, што да почнам. Сигурно има некој кој што е лозар таму, нека ми дај некој совети како да го исчистам подобро. Еве сега направив грешка на пример. Земав магаре, а у што ќе ги транспортирам дрвата не земав. И сега ќе треба рачно да ги носам по 100 пати да се враќам. Али ќе најдем решение, мислам дека имам оние рачни што се у колата, ќе видам, не сум сигурен, ќе проверам за тоа. Абе, ова било многу потешко од што мислеме, бе. Гледайте. Ете. Тоа го успеа да, за едно, не знам, 15-20 минути. И гледайте што најдов у колата. Сега не знам, чекај да го оставам ова. Чекај овака, ќе оставиме тука, да може да видите. И вакво за носење дрва. И ја пробувам да сватам како функционира ова. Ова се лепи веројатно тука. Чек само да видиме која страна оваа се лепи. За утрешниот ден имам план да се што е ѓубре, пластика, неорганско, да го исчистам од тука, да го отстранам. И овие тука лимингите што загачи, гледате позајмените кесиња овакво. Сега за сега нема потреба од такво нешто, пошто е зимо. И ќе гледаме некој посовремено решение да не биде со кесињи и со лиминги, мислам. Да го направиме да биде малку поестетично ако може. Еве, дајте ми предлог што можам наместо лиминги и кеси овакви пластични, што можам да ставам против врапци. Ајде да видиме дали има некој решение, предложете ми коментар. Ова ти е веслање. Господа, ова ми е прв пат у живот да бичкам дрва. Пред година дена научив како се цепа дрва, што знаете дека јас сум тотално неук. И немојте ми се смеете таму ако правам некои грешки, дајте ми совет како да се поправам. Сега за кратко ќе ви покажам што земав да јадам. Пошто знаете, ние научниците, академските граѓани, гледаме да се најадеме. А колку ќе сработеме, сработеме. Молку машин е музичар. А ја и музиката не да сме на вие, туку сме на вие на квадрат. Немам апсолутно благе везе од музика. Ама научив што е акорд. Тоа ти интервал
од 3 тона. Например, до, ре, ми. Тоа е акорд. Тие што свират гитара овака. Значи, мене ми треба 3 години да сватам што е у суштина акорд. Колку сум ја у суштина музикална личност. Господа, не знам дали може да видите капка како имам на челото, али готово е со дравата. Еве колку дрва имаме. Ете. Тоа е тоа. Сега, треба да изменаџираме да видиме како е со ова да ги транспортираме, со ова чудото полека, кроце, да се најадеме како човеци, да направиме инспекција околу лозјето да видиме што треба, како треба, да изанализираме тука како кој ѓубре треба да се исчисти, од каде да се исчисти ѓубрето и да гледаме тамо у Шар планина горе, да уживаме додека јадеме. А ќе видите што јадам наскоро. Треба столче да набавам. Видете, раделе се ноги. Тоа е тоа. Сега, како ова да го ја изанализирам, мајка му стара. Аха, добро, значи установиме дека ова треба да иде овака. А вие гледате ли ја шо правам? Како да ме наместам да гледате шо правам, мајка? Чекат да ве оддалеча малку. Чекат овдека да видиме. Дали ме гледате? Шо да ви правам? Абе. Супер. Ја откривме Америка како се прави ова. Еве. Сега ќе ги однесам у колата, ќе се вратам другите и ги соберам. Ајде ќе ве зјавам со мене што. Си поправиме овет по пат. Јој тежи бе мајко. Ама добро, ја дигам бенч. Дигам бенч, не ме подценувате. Сега да видите што ќе јадам, немам стол. Ќе јадам стоечка. Мисля да пробам да правам стол, викам јаки ме. Ници секој од 20 тука на ово магарето еден товар дрва. Тука имаш една 200 од кубик. Саат време ја сечам, умре. Ја ќе правам стол. Замисли. Не можам да избичкам 10 кг дрва. 3 дрвца тука беа паднале по ово, јас стол ќе правам, замисли. Најверојатно ќе купам оној што е за пориби, знаете, оној што е да легнеш и ќе си го носам тука со мене. Господа, гледате позади мене каков поглед имам. Гледате тамо Шар планина, се од магла има, не се гледа, меѓутоа таму баш позади тие ридови таму мал дел се гледа, тоа е Шар планина. Да мислите каков поглед имам. А па гледате што ќе јадам. Леле. Компир варен и месо. Ја кога што гледам, господа, овој серијал ќе трае 10 години. Значи јас само да исчистам лозјето 10 години ќе ми треба, пошто сум многу голем радник. Баш сум голем радник. Че да видиме тест тест. И еден совет. Секад варен компир да јадете кога е ладен. Значи оставете прво да се ладе. Зашто? Затоа што гликемискиот индекс му е многу понизок. Тоа е поради тоа што имате видео на мој TikTok, може да го гледате сега да не ја тупам тука. Дошли сме на лозија, ќе ви зборам зашто да јадете компир, како да го јадете. Ако сакаш ти јади го вруќ. Ја ти викам подобро ладен. Сега ќе се расправиме тука за еден компир. Кај ме најдете бе тука, дојде у лозјето да избегам. Кај ме најдете тука. Ајде да завршим, ќе ви се јавам. И некој го рече многу месо, не е многу месо, колку е. Нека има 600-700 грама. Господи, ја имам 100 кг бе. Па не може да се наранам. Пазите кој сум ја прагматикос. Не можам еден товар дрва да избичкам, а имам 100 кг. Кажете ми дали сакате да има некој гостин тука. Ево ова ќе биде како влогмас, македонски влогмас јелјачки. За работа што не бива. Али барем да направиме еден убав спомен, да кажам. Влогмас, еве ви влогмас. Што сакате, бе? Лани некој да ме кажал, дека ќе дојам туку од лозија, нема да му верувам. Значи ја толку сум мразил вакви работи некој, не дека се обожавам. Зашто да не? За промена малку да се освежиме од Скопје, знаеш. Сега кој е таму загаден воздухот, доеш тука, убавина, види. Значи, работничко оддело имам. Ова е на татко ми, иначе не е моје. Ама ако што гледам на очарите ми се упропасти. Кажете ми апсолутно сите замерки што ги имате. Ова не е прво видео, со самото тоа ќе има милион грешки. Сакам да се подобриме и до крајот на овој серијал да направиме
Masterpiece, cinematic. Видете. Што да ви кажам? Преубаво е. Што е преубаво е. А што има работа? Има работа. А што ја не сум некој радник? Не сум некој радник. Сега тука имamo некоја слива, која што дело ми каже дека е сушена. Ја не знам која е точно таа слива, да не биде дека сечам нешто што не треба. Така да ќе опрашам него која слива. Он ќе ми каже која и може следно видео и тоа да го сечеме. Така да бидете им поздравени господа, кажете ми кој да биде гостин, кој да го викнам тука и ќе се видиме у наредното видео господа. Поздрав!